денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охрид полека го напушта концептот на туристички инфоцентри и се врти кон дигиталните платформи. Подпишан меморандум за стратешка соработка помеѓу Касарна ХАП и Друштвото за истражување и развој Сефиданис. Национален парк Галичица доби финансиски средства од УНЕСКО за проект за инвентар на биолошки карактеристики и екосистемски услуги. Годинешниот Охрид Колин ќе руши рекорди во посетеност. Прв спортски фестивал во Струга Илинден 2022. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето сончево и многу топло, со измерени максимални 33 степени Целзиусови во текот на ноќта кон среда, ведро и топло. Утре над западна, северозападна, делови од централна и северна Европа времето стабилно со локална облачност, со североисточна Европа и над Алпите нестабилно со услови за врнежи од дожд. Во поголем дел од Балканскиот полуостров во среда сончево со локална облачност, во северните делови на Балканот зголемена облачност, локално во Босна и Херцеговина, на Косово, на југ од Србија и делови од Македонија услови за локални врнежи од дожд, максималните дневни температури од 25 до 37 степени Целзиусови. Во Македонија во среда претежно сончево со локална облачност и топло време со умерен слаб ветар од променлив правец. Доцна попладне и вечерта локално во западните, северозападните, северните делови и на крајниот североисток и исток. Услови за слаби локални врнежи од дожд и грмотевици. Слаб дожд се очекува и во Пелагонија. Минималните температури од 14 до 24, максималните од 29 до 39 степени Целзиусови. Во Охрид во среда сончево и топло време со благ пад на дневната температура. Доцна попладне и вечерта услови за слаби локални врнежи од дожд. Минималната 20, дневната 31 степен Целзиус. Во четврток сончево со локална облачност, а попладне нестабилно со врнежи од дожд и посвежо со максимални 27 степени. Во петок и сабота сончево и топло време со пораст на температурите 18 и 19 утринските температури, дневната 31 односно 32 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. 7 Days 110 грама 29 денари. Вита Нова 30 грама 6 денари. Исоспорт 0,5 литри 45 денари. Протеин пудинг 180 грама 55 денари. Збрегов јогурт 1,75 литри 109 денари. Елеа крем за депилација 135 грама 89 денари. Афродита шампон 1 литар 99 денари. Септона 200 парчиња 49 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби.
Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид нема функционален туристички инфоцентар. Туристите доаѓаат до информации најчесто преку различни дигитални платформи, па концептот на инфоцентри полека се напушта. Од секторот за тлер најавуваат имплементација на најсовремена, досега невидена модерна технологија со различни податоци поврзани со Охрид, крајбрежјето, манифестации и настани. Туристички инфоцентар не функционира во Охрид. Туристите најчесто доаѓаат до информации за она што сакаат да го посетат или видат при престојот на Охридското крајбрежје преку користење на дигитална технологија. Од секторот за туризам и локален економски развој при локалната самоуправа најавуваат имплементација на ново софтверско решение. Со него ќе бидат опфатени сите информации и активности кои се одржуваат во Охрид во летната сезона. За таа цел ќе ги искористиме постоечките современи апликации за паметни уреди, укажува Ѓоко Апостолов од ТЛЕР. Различни платформи и апликации постојат, меѓутоа тие не се креирани или направени од страна локалната самоуправа. И во секој случај тие се работи кои што туристите и посетителите ги користат. Меѓутоа со оглед, би рекол, на поголем број на такви апликации или решенија кои што во моментов постојат, ние само сакаме да ги обединиме. Тоа не значи дека ние ќе правиме нови апликации врз основа на оние кои што веќе постојат. Меѓутоа би ги сублимирале во една и би ги пренасочувале, значи во однос на одредени потреби на посетителите или на туристите кои што веќе може да ги добијат од одредени апликации или сервиси, ние само би правиле пренасочување до тие истите кои што веќе се функционални и постојат. Во изминативе години локалната самоуправа ги напушти класичните туристички инфообјекти кои беа достапни за туристите. Исто така не се функционални скапите информативни табли со тач скрининг кои беа поставени на неколку локации низ градот. Дигиталната технологија постојано напредува и се користи во секојдневниот живот, па од секторот за туризам и локален економски развој подготвуваат нов дигитален начин на пласирање на информациите за да бидат во чекор со новото време, најавува Апостолов. До крајот на оваа недела ќе имаме едно, би рекол, мощно иновативно решение во однос на тој аспект на дигитална промоција на културни манифестации, настани и така натака. Не би можел сега да зборам, меѓутоа до крајот на оваа недела тоа ќе можат сите посетители на Охрид да го видат и ќе биде нешто уникатно што според моите сознанија таков начин на промоција до сега не постои никаде во светот. Работиме на тоа и тоа е еден вид на оние размислувања кои што претходно ги кажав дека сакаме да воведеме одредени новитети. Ова ќе биде навистина новитет, ќе биде навистина уникатно, препознатливо и јас мислам дека ќе понатаму ќе си трасираме еден пат за една помодерна и поинтересен начин на промоција на туристичките услуги и производи во нашиот град, а воедно и на сите културни манифестации и збиднувања во Охрид.
Додека се подготвуваат новите дигитални решенија од каде туристите ќе црпат информации за градот и околината, паралелно тече и втор повик за издавање на инфоцентарот Едро. Градот донесе одлука да се дислоцира објектот на градското пристаниште и бесплатно да се користи од организација која ќе работи некомерцијално. Целта е да се стави под контрола хаотичниот изглед на просторот пред пристаништето со рекламните паноа кои се однесуваат на возниот ред на пловните објекти. Националниот парк Галичица ќе добие финансиски средства од УНЕСКО за изработка на инвентар на биолошки и екосистемски услуги за биосферниот резерват Охрид Преспа, како и за природното и културното наследство на Охридскиот регион. Проектот Извори Светинаум, инвентаризација на биолошки карактеристики и екосистемски услуги, поднесен од страна на Националниот парк Галичица, е помеѓу 5 одбрани проекти од Регионалното биро за наука и култура на УНЕСКО во Европа од 25 апликанти од 20 земји. Во март годинава Регионалното биро за наука и култура на УНЕСКО во Европа и Добротворната фондација објавија 3-годишно партнерство кое вклучува договор за финансирање проекти од локалитети назначени од УНЕСКО како биосферни резервати, глобални геопаркови и локации на природно светско наследство. Во друштво на избрани предлог проекти од првиот циклус од земји како Словенија, Грција, Италија и Велика Британија се најде и предлог проектот Изворите кај Светинаум, изработка на инвентар за биолошки и екосистемски услуги, изработен од Северна Македонија и Албанија. Со ова Националниот парк Галичица ќе добие можност да спроведе истражување и попис на водната флора и фауна на изворите кај Светинаум, задача која одамна требаше да биде направена. Исто така ќе може да се проценат видовите и живеалиштата според релевантните директиви и да се креираат едукативни пакети кои ќе се користат во Светинаум. Преку проекти овие избрани земји ќе имаат за цел да промовираат одржливост преку истражување, образование и иновативни решенија за предизвиците на животната средина, како и за климатските промени. Во мај интердисциплинарниот проект на ова партнерство промовирање на одржлив развој преку програмите и локациите на УНЕСКО ја помина својата прва пресвртница. 5 одредени локации на УНЕСКО беа избрани од 25 апликации од повеќе од 20 земји за првиот циклус на проектот. Проектот има за цел да промовира поодржлива и климатски неутрална Европа преку работа со локации на УНЕСКО со цел да се имплементираат целите за одржлив развој, особено чиста вода и канализација, климатска акција, животот под вода и животот на копно. На секој од избраните предлог проекти ќе му бидат доделени средства за реализација на активности по трите очекувани резултати во вкупен износ од 25.000 американски долари. Спроведувањето на овој проект треба да развие иновативна проценка за состојбата на екосистемот и екосистемските услуги преку интегративен метод за потоа наодите и развиените алатки да се интегрираат во стратешките документи на УНЕСКО, но и во секојдневната работа со една единствена заедничка цел подобрување на состојбата во регионот. Локалната самоуправа и Друштвото за истражување и развој Сефиданис подпишаа меморандум за соработка во просториите на Касарна Хаб, кој е дел од проектот Охрид Go, кој го имплементира општината. Подписниците се обврзаа дека ќе работат на афирмација и поддршка на економскиот развој, креирање на услови за развој на паметни и зелени технологии, создавање на услови за развој и унапредување на предприемништвото и создавање на кадар, подготовка, развивање и учество во заеднички проекти и истражувачки активности. Денес во просториите на Касарна Хаб беше подпишан меморандум за соработка помеѓу Касарна Хаб, проект Охрид Go, имплементиран од Општина Охрид и Друштво за истражување и развој Сефиданис Охрид. Хабот функционира веќе 1 месец со активности за запознавање на јавноста со можностите кои што ги нуди. А овој меморандум е прво официјализирање на конкретната соработка со институција која што се занимава со научни истражувања од IT секторот. Целта на ова подпишување на меморандум е воспоставување на понатамошна соработка во однос на заедничко пишување проекти, заедничко вршење на обуки, тренинзи и така натака, сето тоа што би било во интерес на овозможување на подобри услови за развој на младите лица во општина Охрид. Меморандумот го подпишаа градоначалникот Кирил Пецаков и основачот и управител на Сефиданис,
професор доктор Анис Сефиданис. Градоначалникот на општина Охрид на оваа соработка гледа со многу можности, имајќи ги предвид капацитетите кои што ги поседува професорот Сефиданис. И се надевам дека од оваа соработка не само проекти, туку и многу од оние негови изуми или работи на кои што работи секојдневно, ќе можеме и ние како општина да ги користиме, а секако дека ќе можат и благодетите да ги гледаат не само охријани, туку и сите оние туристи кои што го посетуваат градот. И уште еднаш ќе кажам, се надевам дека во скоро време ќе ги видиме плодовите од ова подпишување на меморандум за соработка со професорот Сефиданис. Се наоѓаме во предвечерието на четвртата индустријска револуција, каде што новите технологии, како што се вештачка интелигенција, виртуелната реалност, роботиката, ќе го трансформираат секој сегмент на животот, најмалку колку што тоа го направи пронаоѓањето на електричната енергија, вели професор Сефиданис и потенцира дека токму IT секторот е прв повикан да одговори на предизвиците и ризиците од дигиталната ера. Целта на оваа соработка е тие иновации да се преточат во применети решенија за секојдневниот живот со цел да се подигне нивото на квалитетот на услугите, а воопшто и нивото на искуството кое современиот човек треба да го има во една нова парадигма на паметен град. Професорот вели дека со оваа соработка практично се насадуваат првите никулци за во иднина да се овозможи на целокупната индустрија од регионот успешно да се справи со дигиталната трансформација како неопходен процес за преживување во новата ера. Охрид Колинг по корона затишието се враќа и ќе руши рекорди во посетеност, најавуваат од Авалон продукција. 20 диџеи од цел свет предстојниот празничен викенд ќе го направат Охрид епицентар на електронската музика и добрата забава во регионот. Градоначалникот на Охрид побара од гостите на фестивалот примерно однесување, а од охриѓани трпение и гостопримливост. 20 диџеи на годинешниот Охрид Колинг од 29 јули до 1 август ќе ја претворат касарна Охрид во бастион на електронската музика и добрата забава. Во Охрид доаѓа Lost Frequencies со своите најголеми хитови, миленикот на македонската публика Вини Вици, најатрактивната звезда Тими Трампет, пионерите на Big Room W&W, DJs from Mars, Will Sparks и многу други се дел од годинешното издание на фестивалот. Охрид Колинг по корона затишието се враќа и ќе руши рекорди во посетеност, најави денеска собственикот на Авалон продукција Бобан Милошевски. Фестивалот секоја година станува се поголем европски бренд. Од цела Европа доаѓаат луѓе, дури и од Јапан има 11 резервации за карти кои што верувам дека се должат. Има некој јапански 20 диџеи, ја не ги знам кои се, ама факат е дека од цел свет доаѓаат луѓе. Многу родители од Македонија имаат проблем со децата, годишните одмори ги планираат ради Охрид Колинг. И стварно мислам дека Охрид ќе биде голем европски центар кога е електронската музика и овој тип на евенти наредниот викенд. Организаторот Милошевски се заблагодари на општина Охрид за поддршката со заеднички интерес, растеж на фестивалот и градењето на имиџот на градот. Охрид ова лето ќе биде еден од најатрактивните туристички центри во регионот, кој може да се пофали со музичка забава и концертни настани од светски ранг, истакна градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Со организирањето на овој фестивал, Охрид зазема препознатливо место на мапата на музички настани и привлекува бројна публика од цела Европа. 4-дневното случување значително ја збогатува и туристичката понуда за гостите и туристите кои веќе летуваат тука. Сметам дека оваа современа фестивалска приказна треба да продолжи да живее и да се надградува и затоа општина Охрид го поддржува настанот остапувајќи ја инфраструктурата. Верувам во капацитетот и искуството на Авалон и убеден сум дека и оваа година љубителите на електронска музика ќе уживаат во неповторливите музички настани и ќе понесат најубави спомени од Охрид. Градоначалникот Пецаков упати апел до посетителите и целокупната публика на Охрид Колинг примерно да се однесуваат и да ги почитуваат сите мерки на безбедност пропишани од организаторите, а до граѓаните на Охрид упати порака за големо трпение и гостопримливост кон гостите на фестивалот.
Додаде дека локалната е во постојана координација со инспекторатите, полицијата и јавните предпријатија со цел успешно справување со сите предизвици кои следат традиционално околу Илинден во шпицот на сезоната. Струшките спортисти го организираат првиот спортски фестивал Илинден 2022. Мотото годинава е по врвиците на борбата за македонска државност, а се реорганизира како израз на почит и сеќавање на револуционерната борба за државност и самобитност на сите кои со својата борба и саможртва во двата Илиндени ја создадоа македонската држава. Стружани го организираат првиот спортски фестивал Илинден 2022. Големиот културно-историски хепенинг годинава е под мотото по врвиците на борбата за македонска државност, а се организира како израз на почит и сеќавање на револуционерната борба за државност и самобитност на сите кои со својата борба и саможртва во двата Илиндена ја создадоа македонската држава. Планинари, кајакари, велосипедисти, професионалци и аматери на 1 август организираат разни спортски активности на локалитетите каде се одвиваа едни од најголемите битки во Струшко. Идејата е да се тргне од Струга, од мостот на полицијата, каде што кајакари од реката Црндрин и потоа ќе на реката ќе тргнат велосипедисти и планинари кои што ќе тргнат од пешпорништа и сите заедно по различни патеки ќе стигнеме до самото место. Предвидена е посета на сите значајни места за историјата на Македонија, спомен обележјата и гробовите во ташмаруништа каде се погребани во станиците одложани и дрслајца, загинати во една од најголемите битки за време на Илинденското востание, посета на спомен обележјето во Локов каде е формирана првата македонска ударна бригада и посета на Селци, родното место на Војдан Чернодрински. Идејата беше да се направи едно обединување на сите спортски чинители во градот Струга, односно на сите ние кои што практикуваме природнички спортови, како што е планински велосипедизам, кајакарење, суп, веслање, планинарење и така натаму. Целта на ова обединување на спортистите по вода и копно е верно чување на богатата историја, но и промовирање на природните убавини на Струшкиот крај. Срđan Драгоевич, режисерот на култните Ние не сме ангели, Убавите села, убаво горад, Рани и Парада, беше член на жирито на годинешниот Бич филм фестивал во Охрид. Неговото присуство Ѓоко Симјановски го искористи за интервју за плодната работа на овој режисер кој во портфолиото има копродукции со Македонија. Интервјуто ќе можете да го проследите по дневникот во 17 часот и 30 минути. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Рускиот енергетски гигант Газпром ненадејно, без претходна најава, го зголеми притисокот во гасоводот што испорачува руски газ во Европа, соопшти украинскиот државен гасовод. Ваквото зголемување на притисокот е опасно бидејќи може да предизвика вонредни ситуации, вклучително и пукање на гасоводи, а операторите на гасоводот се обврзани однапред да се известат меѓусебно. Газпром не бил достапен за коментар, пренесува Reuters. Инаку Газпром, повикувајќи се на наредбата на надзорната агенција, објави дека протокот на газ за Германија преку Северен тек која заобиколува Украина од утре се намалува на 33 милиони кубни метри дневно или половина од вообичаениот проток на газ или само 40 од 100 стандардниот капацитет. Во Хрватска денеска пуштен во сообраќај Пелешкиот мост, најголемиот инфраструктурен проект во земјата со изградба 80% финансирана од Европската унија од сопствени средства. Мостот е дел од проектот Патна врска со Јужна Далмација и најважниот геостратешки проект од национален интерес бидејќи со неговата изградба е воспоставен територијален континуитет на хрватската територија. Вкупната вредност на проектот е 420,3 милиони евра, опфаќа изградба на мост, пристапни патишта и обиколница кај Стон. Периодот на изградба беше 5 години за сите фази, а Европската унија учествуваше со 330 милиони евра или 78,5% од вредноста на проектот. Мостот е интегрална хибридна конструкција со 13 распони, 5 главни централни распони, 285 метри долги, 6 централно поставени армирано-бетонски столбови високи 33 метри и 2 ленти заедно со лента за застанување која ќе служи за одржување на мостот. Долг е 2400 метри, навигацијскиот профил под мостот договорен за експертската група на Босна и Херцеговина е 255 метри.
Во Јапонија денеска беше погубен мажот кој во 2008 година уби 7 луѓе во преполниот трговски кварт во Токио. Министерот за правда Јошихиса Фурукава изјави за новинарите дека 39 годишниот Томохиро Като бил обесен во притворен центар во Токио, пренесува Associated Press. Во јуни 2008 година Като возел со својот камион по улица во трговскиот дел на Акихибара, удирајќи во толпа луѓе, убивајќи тројца пешаци, а потоа излегол од возилото и избодел 4 лица до смрт и повредил 10 други. Во Јапонија екзекуциите се вршат во строга тајност, каде што затворениците не се информирани за нивната судбина до утрото кога ќе бидат обесени, наведува американската агенција. Администрацијата на американскиот председател Џо Бајден најави дека ќе засади повеќе од 1 милиарда дрвја на милиони хектари земја изгорени од пожари или уништени од лизгање на земјиште во западниот дел на земјата. Многу шуми природно се обновуваат по пожарите, но ако пламените јаздици биле премногу интензивни, може да остават зад себе разорен пейсаж со децении пред дрвјата повторно да се појават таму. Американскиот конгрес минатата година донесе закон со кој наложува на шумската служба да засади 1,2 милиарди дрвја во текот на следната деценија, а во април Бајден ја задолжи истата агенција да ги направи шумите поотпорни во пожешкиот свет. Во сад годинава во пожарите изгореа 5,6 милиони хектари шума. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!